Амбасадорот на САД во Република Македонија Джес Бейли денеска пред студентите и професорите на правниот факултет во Штип одржа предавање на тема корупција. Тој во своето излагање забележа дека широко распространетата корупција и слабото владење на правото се две работи кои одат рака под рака и многу често младите се најголемите жртви на корупцијата. Младите стануваат демотивирани, немаат доверба во системот. Тоа ги води до тешкиот избор да заменат од државата по подобар живот. Бейли истакна дека сите треба да се борат против корупцијата. Граѓаните можат да пријавуваат корупција во државните институции, кај медиумите и народниот правобранител. Бейли забележа дека токму и заради тоа постои бројот пријави корупција. Институциите не работат како што треба, па луѓето бараат начин да ги натераат да работат подобро. Најчесто наоѓаат пријатели или подбитуваат некој кој ќе ја заврши работата. Тоа изгледа како ситна работа, но има силен ефект врз развојот на државата. Амбасадорот на САД во Република Македонија преку примери им укажуваше на студентите дека токму поради постоењето на корупција во институциите, многу млади луѓе, но и инвеститори се откажуваат да инвестираат или да отворат своји фирми. Прашан кој го отвори случајот со дополнителните плати на членовите на Државната изборна комисија, Бейли со одговор дека тоа тој не го почнал. Јас не го почнав, има многу луѓе кои што го започнаа, секој вработен во комисијата го знаеше тоа и не само во комисијата. Јас го кажав мојот коментар за да започне здрава јавна дебата. На прашањето дали антикорупцијската комисија треба да работи на овој случај, амбасадорот Бейли е дециден дека медиумите треба да ги прашат нив. Амбасадорот Бейли денеска во Штип оствари средба со граначалникот на општина Штип Благој Бочварски.